Денес беа промовирани двете книги на штипјанецот Пане Кукушев во библиотеката Гоце Делчев во Штип. Станува збор за дела кои се создадени во текот на последните неколку години. Кукушев, седејќи во карантин во текот на коронавирусот, решил да напише две книги и едната ја насловил како религиски символи, мотиви на современите банкноти и кованици, а втората како воени валути, банкноти, сертификати и преодни платежни средства во текот на 20 век. Е многу лесно доаѓаат, бидејќи за време на карантин кој се најавеше корона, доаѓаат ти идеи и мотиви да створиш нешто. Тоа беше да се обидам да преку истражувања кои беа обемни ги лоцирам сите банкноти и монети кои имат религиски символи или мотиви на како основен мотив или како заштитен знак. Тоа бараше многу длабоки истражувања, многу консултирање литература. И успев да лоцирам над 100 земји во светот кои се сите прикажани, кои имат како основен или безбедносен мотив, религиски символ или мотив. Така да, покрај описот на самата банкнота, се обидов да дадам еден друг момент, а тоа е моментот на прикажување на значајната личност, објект или символ кој се наоѓа на самата монета, со краток опис од историски или функционален карактер. И втората книга Воени валути, банкноти, сертификати и преодни платежни средства, авторот Кукушев имал потреба да ја напише, бидејќи имал војничко образование. Истата како што вели, тој представувала голем предизвик, дури ја напишел целата. Изјава: Втората книга осеќавав една потреба да ја напишем, бидејќи имам и некое претhodно војничко образование и беше предизвик за мене да пробам да лоцирам земји, група на луѓе, поставуваше се прашањето како функционира економскиот систем на одредена држава, стопанството, финансиските системи, текови во случај на војна и случај на консолидирање на самите држави да дојдат во ситуација да функционираат нормално после војна, бидејќи мора да постои некој прелазен период од војно до мирнодопско функционирање на државите. Меѓутоа, на моје изненадување тука дојдов до еден откритија кои за мене беа во тај момент непознати, да такви платежни средства постоеле и во заробеничките логори и од Првата светска војна и во Втората светска војна. Промоцијата беше одржана во Штипската библиотека Гоце Делчев, а на истата присуствуваа роднини, пријатели и блиски познаници на авторот, кои пријатно беа изненадени од неговите дела.